Ова ќе биде тематско, групно, колективно читање. Оваа енергија ќе биде упатена кон сите вас за што се препреките во вашиот емотивен однос и во кој смер ќе се одвиваат во наредниот период. Ова ќе биде тематско видео кое што се надевам дека сите ќе ве инспирира и ќе ве донесе да се одредите за некоја од двете групи кои што се пред вас. Ова ќе бидат колективни, групни исчитувања од тарот картите кои што ќе спознаете и дознаете кои се вашите препреки во вашиот емотивен однос. Не е битно дали е тоа однос во врска, љубовна врска или во брачна заедница. Имате две групи, два шпила карти, можете да си се определите интуитивно и не заборавајте, секогаш улогите можат да бидат заменети и земајте смирници онака како што и тарот картите ви налагаат енергија да се препознаете, дознаете за вашата љубовна или пак емотивна врска која што е во претек со времето и е во енергија да бидете во ваша енергичност, да спознаете и дознаете зашто постојат препреки во вашата емотивност и да видите на каква резина ќе ја донесете вашата емотивна врска или пак состојба која што се надевам дека ќе резонира со секој од вас. Се гледаме во првата моја група. Поздрав! Поздрав за моите гледачи на Уналум Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето моje срце ви се заблагодарувам за секоја ваша доверба упатена кон мојата страница, мојот YouTube канал и од пред 2 дена мојот FB енергетски дел, каде што се надевам дека ќе ви ги доловам сите енергии кои што ќе бидат утемелени во сите вас. Мојата страница, мојот YouTube канал и мојот FB профил ќе порасне благодарејќи на вас, вашата енергетска вредност која што ми ја упатувате до мене и до мојата работна енергија. Да започнеме со исчитување од тарот картите на денешната тема, тематско видео кое што ќе биде групно во две групи. Јас се надевам дека си избравте група. Ќе започнеме со првата група во исчитување на овие тарот карти, на овие енергии. Улогите секогаш можат да бидат заменети и секогаш ќе можат да бидат во ваша асертивност и во ваша автентичност. Она што не резонира, отфрлете, послушајте друга група или пак почекате некое друго видео кое што ќе биде наменето токму за вас. Денешната тема во оваа група или пак во ова видео кое што е наменето тематско, колективно, групно исчитување од тарот картите е во енергија што се препреките во вашиот емотивен однос и во кој смер ќе се движи вашата иднина, вашиот однос во иднина. Ајде да започнеме со исчитување од тарот картите. Јас ќе ги поредам картите во пирамида. Ова е една нова техника на работа во тарот картите по египетски стар стил, каде што и се надевам дека ќе има резултати во вашата енергија, да спознаете и дознаете кои се вашите препреки во вашиот емотивен однос. Не е битно дали е тоа љубовен или пак во енергија брачен емотивен однос. Јас се надевам дека ќе резонираат енергиите и ќе бидете во своја автентичност, да послушате, да дознаете, да видите на која резина ќе биде вашата врска или пак вашиот однос во иднина. Ајде да започнеме со исчитување од тарот картите. Ова ќе биде машката страна, две карти за машката страна, машката божествена енергија. Ова ќе биде
страната на женската божествена енергија, 2 карти, ова ќе биде вашиот однос во минатото или пак во енергија да енергиите на заплетот во вашиот однос, сегашно, во сегашна енергија, ова ќе биде карта за идност, идна енергија која што ќе дојде и ова ќе биде конечен происход на вашата врска или пак емотивен однос кој што ќе резултира со ваши енергии. Може да додадеме уште една карта, еве вака нека биде, и да започнеме со исчитување од тарот картите. Јас се надевам дека ќе биде во добра енергетска вредност, да спознаете и дознаете да овој ваш енергетски дел или пак машката страна која што ја означува овие енергии кои што доаѓаат во негова енергетска вредност е да добива информации негдека од прошлоста или пак да добива информации за ваша енергија во иднина. Оваа персона е во своја повлеченост, во свое размислување, но е во енергија да донесува битни и важни одлуки во вашата енергија. Оваа персона е можно да е од ватрен елемент, да има доминантен хороскопски знак ватра, каде што е и природен лидер, да истражува елементи околу вашиот однос или пак елементи од прошлоста кои што ги споредува со вашиот однос. Енергија да добива информации, да прави акции помеѓу прошлоста и сегашноста и гледа во иднината. Ова се 3 штапови каде што и презентира една енергија на истражување. Оваа персона се занимава со истражување. Е во активна енергија, но е во енергија на истражување. Оваа персона е во огромно енергетско значење, каде што и сака да направи комплетна трансформација во неговиот енергетски дел, каде што и сака да дознае нешто за својата иднина, за вашата иднина, за вашата врска, но ве споредува со прошлоста. Енергија каде што нема расчистени елементи од прошлоста. Оваа персона крие вредности од својата прошлост, каде што и никогаш не ги искажала своите елементи. Оваа персона е во негова енергетска вредност, да биде персона која што е во истражување, сака да дознава работи за вас, за околу него, за околу неговите енергетски вредности, со кои персони комуницира, споредува елементи да оваа персона со своите пријатели е во енергија на акционо енергетско ниво, да добива информации и да патува. Оваа енергија се оснива на патување, енергија да патува во акција или пак да патува на психофизичко ниво, а може да биде и само физички. Енергии каде што и оваа персона е во своја енергетска вредност. Таа се завртува од минатото, но секогаш премислува за минатото и се враќа во минатото. Женската страна е во енергија да донесува битна и важна одлука за во момент каде што и ќе треба да направи одлука за дали ќе влезе во семена енергетска вредност со оваа персона или пак ќе биде во енергија да некој од вас е веќе во семена енергетска вредност, а за други пак од вас ќе значи дека вие сте тие кои што женската страна е во енергија да донесува битна и важна одлука по повод своето семејство, својата
емотивност, во каква емоција сака да влезе, да биде во стабилна енергетска вредност, но е на една дилема и на една раскрсница. Женската страна е во енергија да биде во доминантен хороскопски знак ваздух, вода или пак обратен енергетски смер или пак некој доминантен хороскопски знак во незиниот натал, каде што оваа персона е рационално определена, но е во емотивна енергија. Да оваа персона сочувствува, е емпатична, но кога ќе свати и кога ќе разбере или пак кога ќе има енергии кои што ќе бидат во неизина неагилност да осети длабоко во неизе дека е во енергија да не е запазена на емотивно ниво, оваа персона, женската дивајна енергија пресекува и донесува битна и важна одлука. Но таа е сега во една раскрсница, во една недвоумица, каде што и ќе треба да направи битна и важна одлука по повод неизина стабилност во емотивност, во емотивно енергетско ниво или пак женската страна сака да има доминација во енергија на емотивна, инспирирана, љубовна, енергетска врска, каде што и овие две елементи или пак овие два енергизирања се во енергија да се усредоточат во едно нешто, но се во енергија да не се подудараат со нештата кои што ќе ги донесат во иднина за оваа врска. Ајде да видиме во минатото зашто сте ја имале вашата енергија, каде била вашата пречка. Оваа персона, машка персона во минатото била во енергија на истражување, донесување некои битни и важни одлуки, да донесува, да дознава некои елементи по повод вас или пак некоја друга персона со која што нема расчистено енергии, а влегла више во ваша енергетска врска, каде што и правите една унија, но оваа персона ствара една надеж дека ќе се оствари како родител или пак веќе е родител во енергија да е во 10 купови, но овие карти ми укажуваат дека оваа персона не сака да влезе во една врска, туку сака да биде во напредок, сака да биде во истражување, сака да биде во доминација, додека женската страна е во енергија на надеж, на неизина желба да биде во емотивна стабилна врска. Енергија каде што и препреката се јавува во енергија да немаат исти манифестации или пак да немаат исти желби. Во сегашна енергетска вредност, витезот на мачевите е енергија витезот на штаповите е енергија каде што ќе се понуди енергија за инспирација, енергија за љубовна енергетска врска, каде што и машката дивајна енергија прави една измена по повод енергија да се понуди не толку стабилна енергија, но енергија само наведена на страст. Емотивност, каде што и се дава потпора на женската дивајна енергија, но женската дивајна енергија не е задоволна. Значи проблемот е во конекцијата или пак во енергија да вашата емотивна врска има различни сваќања и не се подудара со вас. Во наредниот период кој што доаѓа, во енергија кој што надоаѓа за кратко време, е во енергија да се понудат двете страни да добијат стабилност, да добијат материјална стабилност, но и да бидат во енергија да бидат во една стабилна врска каде што и ќе се подудрат со нивните енергии. Но дали тоа ќе го прифати машката дивајна енергија или пак женската дивајна енергија,
вие секако земете во ваша енергетска вредност. Ајде да видиме што ќе биде поконкретно со вашата врска. Каде ќе се подудрат вашите енергии во наредниот период, да вашата врска биде во една стабилна енергија, каде што и женската страна прави конечна одлука, му кажува на машката страна дивајна енергија, мажествената дивајна енергија, му кажува на една вредност каде што и вели дека сака стабилност, сака енергија да влезе во брачна заедница, доколку не сте во брак, не сте во брачна енергетска вредност, да влезете во да направите еден договор каде што ќе имате едно енергетско битие, но и ќе имате еден нов почеток каде што и ќе биде тој нов почеток во ваша енергетска вредност, а тоа е стабилна врска која што започнува со еден нов живот и нов циклус каде што ќе бидете во прослава, во енергија на прослава, на нова енергетска вредност, во добра комуникација, каде што вашата желба ќе се утемели, каде што и страста ќе биде во енергија да царува, но и ќе добиете стабилна материјална и енергетска вредност. Ајде да видиме Ленорман картите што ќе ни кажат за оваа енергија, за вас. Машката страна, токму така. На машката страна и треба љубов, да се отвори во љубовна енергија, стабилна енергија. Оваа машка страна е во страствена енергија, но машката дивајна енергија треба да се отвори во љубовна енергија, да прими љубов, но и да даде љубов. Се додека не се отвори, се додека прави споредби, како што и видовме дека има една споредба од прошлоста, но префрлена во ваша енергетска вредност, оваа персона треба да исцели, да биде во една исцелителна енергетска вредност, каде што и ќе треба да понуди не само страст, туку и енергија која што ќе биде стабилна. Ајде да видиме женската страна зашто се двоуми. Женската страна се двоуми затоа што мисли дека ќе треба да затвори некоја енергетска вредност, да биде во неизина решителност, да не пребрзува со одлуки, затоа што може оваа врска, оваа емотивна енергетска вредност да се затвори како кула од карти, но оваа женска дивајна енергија ќе донесе битна и важна одлука, ќе затвори некој нејзин модел на верување, каде што и ќе отпочне еден нов циклус во нејзиниот енергетски дел, а тоа е исполнување на нејзина желба, со тоа што ќе го увери овој машки принцип дека ќе треба да и подари љубов, љубов која што ќе биде возвратена, а не само страст. Ајде да видиме оваа желба на што се базира, оваа надеж на што се базира, токму така. Оваа надеж се базира на некоја новост, енергија новост или пак енергија помеѓу стварање на деца, енергија каде што и ќе треба да се темели оваа врска, доколку е подолга, во енергија да машкиот принцип не биде во енергија на незаинтересираност, туку да влезе во една енергија каде што и ќе даде потпора на енергија донесување битна и важна одлука, но и исполнување на желба на женската дивајн енергија. Ајде да видиме овој витезот на штаповите. Ја не знам зашто витезот на мачовите секогаш го спомнувам, не знам зашто во оваа група го спомнувам, нешто има. Енергија на рушење, токму така.
Значи, вие ќе струшите се што е во енергија на страст, енергија што е во брза страствена енергија, да се донесат битни одлуки во страствена енергија. Вие не сакате страст, сакате љубов. И тоа љубов да биде утемелена во вас. Енергија каде што и едниот принцип и другиот принцип ќе дава еднакво. Ајде да видиме овој асот на пентаклите, изобилство, стабилност, енергија да. Трета персона која што веќе не е присутна, но е само незината енергија присутна, да биде отстранета од вашиот пат на стабилна врска. Да овој машки принцип, дивајн енергија, да не размислува и не се враќа назад во прошлоста, туку да биде во енергија во наредниот период кој што доаѓа, да биде во стабилна енергетска вредност, каде што и оваа енергија на трета персона или пак негативна енергија, кој што ја поседува во неговиот карактер, да биде во енергија на стабилност, да се подобрат ситуациите во односот и да биде во стабилна енергетска врска, но и да биде во материјална стабилна, во енергија на изобилство, изобилство од љубов, енергија љубов, и да разбере и свати дека треба да ја тргне пречката од стара персона која што е во негова енергија, но ја рефлектира кон вас, кон женската енергетска вредност. Ајде да видиме вашата врска во иднина. 4 штапови и асот на мачевите. Ново руво, нова енергија, токму така, дом. Енергија куќа, дом. Стварате заеднички дом, напредува вашата врска или пак вашата енергија доколку сте во брак. Се борите со трета персона која што ви ја нарушила емотивноста во бракот или пак стабилноста во бракот, но отпочнувате една нова фаза во енергија за светла иднина, прва моја група. И ајде еден мал совет кој што ќе ви ги дадат овие ангелски карти, да видиме на каква резина ќе се најде вашата врска. Токму така, ослободите се, и двете енергии треба да се ослободат во релација на успешност, едноставно да се ослободите од контрола, да се ослободите од контрола на туги енергии, да се ослободите од контрола на сами вас двајца, да едниот премногу премислува, но другиот прави стратешки планови како да го тоа направи без да донесе љубов или пак без да биде во љубовна енергија, значи да се ослободите од секаква енергетска недобра енергија кој што е во обкружување на вашата енергија, во вашата емотивност. Ајде да видиме и што друго. Енергија токму така, да се изрази сопствената љубов. Значи, машкиот принцип треба да изрази сопствената љубов кон женскиот принцип, да биде во љубовна енергија, да дава реципрочно, да биде во енергија да се понаша во една добра светла енергија, каде што ќе даде и љубов, ќе прими љубов, ќе дарува енергии на стабилност, стабилно да се понаша. И во иднина вашата врска следи во една енергетска вредност, а тоа е запросување или пак заеднички живот кој што ќе оснива фамилија, куќа, брак,
емотивност, задоволство, доколку се отстрани оваа трета енергија која што на овој машки принцип му ствара проблем во донесување одлука према вашата енергија, према вас и према вашите исполнувања на желби. На женскиот принцип се разбира. Јас се надевам дека првата моја група ќе има увид во незината љубовна енергетска вредност, емотивност, каде што и препреката е во машкиот принцип, каде што и не кореспондира со женскиот принцип во ваша енергија. Иднината или пак енергијата, движењето на вашиот однос во иднина ќе биде во енергија на запросување, искачување на едно многу поголемо ниво во вашата љубовна енергија, емотивна енергија, каде што и основате заеднички живот, градите заеднички живот, а тоа е една добра визуализација и симнување на желба на женскиот принцип. Се гледаме во наредно видео, прва моја група, а јас сега одам во втората моја група. Поздрав! И добре дојдовте друга моја група или пак втор мој шпил, што се препреките во вашиот емотивен однос и во кој смер ќе се движи вашиот однос во иднина. Ајде да започнеме со исчитување од тарот картите, да спознаеме ваша енергија, да видиме која е вашата препрека во вашиот однос. Ова ќе биде нова енергија за вас, енергичност која што ќе биде во една нова енергија, едно ново поставување на тарот картите за вас. Ова ќе биде во нова енергетска вредност. Енергии ќе се поставуваат во пирамида, ова е египетски стар начин на видување на проблемите во вашиот однос или пак во енергија за љубовна енергетска вредност, да видиме во каква енергија ќе бидете вие двајца, емотивци, и да видиме во каква енергија ќе биде вашиот однос во иднина и да видиме што проблем или пак во каква препрека се наоѓа вашиот однос, емотивен однос. Не е битно дали е тоа љубовна врска или пак брачен статус. Ајде да видиме. Јас ќе ви кажувам како ќе се поредат картите. Ова е енергија на машкиот принцип страна, 2 карти за машкиот принцип, 2 карти за женскиот принцип. На левата страна, на десната страна е машкиот принцип. Па одиме со мината енергија во односот, сегашна енергија во односот, иднина во односот и комплетна идна енергија или пак смер во кој ќе се движи вашиот емотивен однос. 2 карти, овие на крај карти ќе се отворат за вас. Втора моја група, да знаете во каква препрека сте во вашиот однос со вашиот партнер и да знаете во каков смер ќе биде вашата емотивна врска или пак вашата емоција. Да започнеме со исчитување од тарот картите. Машкиот принцип ги има овие 2 карти во кои што се 3 штапови и емперор. Енергијата вашиот машки принцип или пак вашиот емотивен партнер е во енергија на емперор. Ова е висока функција, висока структура на персона, која што е во овенска енергија
енергија емперор, каде што е утицајна персона која што и прави планови за иднина, енергија каде што донесува битни и важни одлуки, може би да овој партнер ваш има и висока функција или пак се наоѓа во енергија на приватен бизнисмен, каде што мора да носи битни и важни одлуки, но и се враќа во минатото од каде што и тргнал. Енергија да двете групи гледаат, машкиот принцип гледа во минато време, каде што и се навраќа на енергии во минато време од каде што и почнува. Оваа персона се бави со истражување во енергии на негова работна енергетска вредност. Оваа персона е премногу доминантна персона, стабилна, енергизирачка, да оваа персона е постара од вас, да е во енергија на доминација, во енергија во однос, во вашиот емотивен однос, доколку е брачен однос, оваа персона е глава во вашето семејство, каде што и заштитува, каде што дава емотивност. Ова енергија на емперор е една волшебна енергија, каде што овој машки принцип е во енергија да биде доминантен, но има една негова препрека каде што и застанува во прошлоста, каде што споредува енергии за вас или пак во вашиот однос, кои што се случиле во минатиот период, енергија да некоја траума која што ја има во неговата енергетика, рационална енергетика, оваа персона ја утемелува во него и затоа се враќа во прошлоста, значи во минато време, каде што и енергиите за сегашноста и прави планови за иднина е во негова структурална енергија, да оваа персона рефлектира на вас како женски принцип да биде во една енергетска фаза, да е доминантен, строг, да донесува битни и важни одлуки, но и е добар љубовник. Оваа персона е во енергија да раководи, да биде лидер, лидерски способен, но и заштитен од универзумот. Оваа персона е во енергија на ватра, на огнена енергетска доминантна, хороскопски знак Овен. За некој од вас ке значи дека ово е доминантен маж во вашиот енергетски визуелен дел, каде што и ке се спозна и дознае во енергија во вашиот однос. Доминира во вашиот однос. Женскиот принцип или пак женскиот дивајн енергетски принцип е во енергија на асот на пентаклите и 2 штапа. Енергија да прави планови за донесување на стабилност во вашата емотивност. Женскиот принцип е во енергија да добива, да прави планови за иднина, но и да прави планови за идна енергија во материјална стабилност, за добивање на работна енергија, каде што двата принципа во овој енергетски дел на оваа емотивна врска се во кохерентност, каде што и е во енергија да спознавате и дознавате за вашата вредност, да работите во енергија, за некој од вас ке значи дека сте на иста работна енергетска вредност, да соделувате во вашите работни енергии, но оваа персона, женска персона, женски принцип е во донесување на битни одлуки, правење планови, каде што и гледа во идност за нејзина сигурност. Проблемот започнува во една енергетска вредност, каде што пажот на мачевите е во енергија да се прави планови и комуникации, да може би за некој од вас енергија да соработувате, да бидете во емотивна врска или пак во енергија да соработувате во план на донесување битни и важни одлуки во вашата емотивна врска или пак во емоции, но
нема комуникација, енергија да треба комуникација да се изгради, да се направи. Женскиот принцип во оваа врска е во енергија да во овој однос е да посакува и прави напори да комуницира со овој машки принцип, но е спречена затоа што тој е во свое его, во енергија на его, каде што и женскиот принцип прави планови за стабилност како би добила енергија на его, за да му се приближи на машкиот принцип. Што е енергија или пак разврска во ваша енергичност? Да треба да одморите. Енергија каде што ќе треба двајцата енергизирано да одморите, 4 мачеви, енергија на одмор, на преиспитување во рационалност, но и во комуникација. Вашата препрека во вашиот емотивен однос е комуникација. Немате доволна комуникација, но и доволен одмор за да тоа го направите. Доколку едниот спие, доколку сте во иста брачна заедница, доколку едниот спие, другиот легнува подоцна, нема комуникација, не сте во добра комуникација, не сте во добри односи, значи не комуницирате преку телефон, преку социјални мрежи, доволно е само една порака да се испрати и да бидете во работна енергија. Комуникацијата ќе треба да направите успешно во идно време, затоа што ќе треба да бидете во енергизирана енергија, каде што ќе треба да комуницирате преку социјализација, значи преку друштво, енергија да комуницирате преку друштво, да дојдете во одмор со друштво кое што е во ваше енергетско значење, да бидете во доминација, да превземете една добра енергија за да уважите ваша варијабила, како што и оваа препрека ќе ја надминете во вашиот емотивен однос со вашиот партнер, кој што е доминантен, егоцентричен, каде што и треба да внимавате пред вашите пријатели што ќе кажете, како ќе исконтактирате со вашиот емотивен партнер, да внимавате во каква енергија ќе биде вашиот партнер, но и ви треба социјализација на еден начин во поглед на одмор, каде што и двајцата ќе контактирате во енергија контакт, значи зборење, говор, начин на донесување битни и важни одлуки за вашиот емотивен однос или пак врска, љубовна врска, или пак енергија да сте во брак, но да не комуницирате доволно, да нема комуникација помеѓу вас двајца. Ајде да видиме вашиот однос во идно време, како ќе се развива, на кој начин ќе биде донесен како една генерална енергија во денешново исчитување на втората моја група или вториот дек карти, да видиме во каква енергија ќе биде, како генерална енергија The Artist. Ова е екстра карта во овој дек, браво за овој дек, и енергија на 5 штапови. Оваа врска во иднина или пак овој однос во иднина ќе добие смер во една растечка енергија, каде што артистичната енергија е во енергија на она што ќе се види и што ќе се нацрта како нацрт во вашиот однос. Дали било преку комуникација или преку план, овој артист исцртува она што го гледа, го исцртува на оваа парче хартија. Ова енергија каде што ќе треба да го зачините вашиот однос во енергија на артистичко однесување, каде што и ќе треба да направите план во иднина за да добиете варијабила во вашиот однос, но ќе има и конкуренција. Некој од вас ќе добие конкурентност или пак некој од вас ќе свати дека можно е да е во доминација или пак во конкуренција
за да опстане овој однос, за да биде во една енергија која што ќе треба да биде во доминација, да се избори за вашиот однос или пак двајцата вие и машкиот и женскиот принцип да се изборите за да опстане овој однос во иднина. Ова е еден добар смер каде што и ќе треба да направите план, да осликате план за вашата структурална љубовна енергетска вредност или пак брачна енергетска вредност, каде што некој има повеќе доминација, а некој е повеќе возлюбен. Енергија каде што се надевам дека женскиот принцип ќе биде во енергија на повеќе доминации, да има надпревар во енергии помеѓу мажи или пак жени. Енергија каде што ќе треба да се изборите и со персони кои што ви влегуваат во вашиот однос, излегуваат, може да се и персони кои што се ваши пријатели, кои што се заеднички пријатели со вашиот партнер, кои што и ќе треба да се дружите, но ќе треба да ги игнорирате, да ставите еден стоп, затоа што за да не ви го разрушат вашето енергизирање во вашиот однос. Енергија да запамтите дека оваа врска или пак овој однос ќе биде во енергија на доминација, каде што и ќе треба да се изборите за да нема уплив на енергии во вашата структура, за да останувате без комуникација или пак да не се случи разделба во наредниот период. Ова е еден добар смер каде што ќе треба да повнимавате, да комуницирате со вашиот партнер за да бидете во ваша енергија. Ајде да видиме и Ленорман картите што ќе кажат за вас, да потврдат некоја енергија. Да видиме што ќе кажат за вас Ленорман картите. Машкиот принцип ќе треба да отклучи некоја емотивност или пак некоја тајна која што долго ја носи како скриена тајна во себе, да отклучи некоја варијабила која што ќе биде клjuč комуникација во вашиот однос. Женскиот принцип носи една кула рушење на некоја енергетска вредност во вас, драги мои дами, се надевам дека ќе бидете во енергија на донесување битна и важна одлука по повод оваа комуникација, каде што и ќе спречите некоја енергетска вредност. Ова е прирушен благослов, каде што и машкиот принцип или пак машкиот Divine Energy принцип ќе биде во енергија да донесе отклучување на некоја енергија, а тоа е повод комуникација. Женскиот принцип е во енергија да струши се до темел или пак да изгради се од почеток како што и треба да се комуницира во оваа енергетска структура на емотивен однос. Ајде да видиме во минатото пажот на мачевите, токму така змија, каде што и ќе биде во енергија комуникација со персона која што е во редовите на вашите пријатели, кој што оддава енергии на завист, злоба, нееднаквост, каде што пренесува недобри енергии. Комуникација се врши преку енергија, нарекла казала, енергија каде што и стои на патот за ваша комуникација со вашиот партнер од значење во овој однос. 4 мачеви, енергија, одмор, принцип, каде што и нешто е притаено, прикриено во сегашна енергија, да вашиот одмор биде во притаеност, прикриеност, но и во ваша интуитивност, да превземете интуиција,
трите купови енергија на прослава или пак енергија на дружење, друштво, комуникации со друштво, но ова ќе биде малку тежната енергија, затоа што оваа персона која што енергизира љубомора, завист, е во редовите на овие три купови. Енергија да некоја ваша позната пријателка, пријател кој што е во редовите на вашите пријатели, пак на истото друштво, каде што и добивате енергија на дружење, комуникација, ствара енергија на тежина за ваша комуникација со вашиот партнер. И ајде да видиме генералната енергија на вашиот однос, да ви го видиме овој артист кој што исликува конкуренција, озборување, надпревар, токму така. Ке добиете глас кој што ќе се движи брзо кон вас, за ваше надминување со вашиот партнер, за енергизирање на оваа емотивност во вашата енергија и да бидете во комуникација. Ова е јавачот е една енергија на комуникација која што добиваме преку порака, социјални мрежи, енергија да комуницираме преку телефон, но и да осознаеме некоја енергија на вистина преку комуникација со вашиот партнер или пак вашиот партнер да се отвори према вас и да ви соопшти сето она што го и кочело во оваа врска како енергија да била препрека во комуникација со вашиот партнер, да се отвори и да биде во енергичност, да спозна и дознае, да ви долови енергија дека комуникацијата му е нерелевантна страна во вашата врска или пак вашиот емотивен однос. За да го искачи на пијадестал овој однос, ќе му треба време да оттргне персона која што е во редовите на пријатели кои што ви ствара тежина, ви се меша во односот, во енергија да притајува момент на 4 мачеви, енергија на одмор, комуникација со вас и да биде во енергија да е во премногу интуитивна енергетска вредност во сегашно време, да интуитивно ги насетува некои работи кои што му задаваат болка и го затвараат во енергија да не може да се одлучи или пак не може да отклуча некоја врата која што ќе носи комуникација и нова светла иднина во енергија на вашиот однос. Ајде да видиме и овие оракл ангелски љубовни карти, да видиме што ќе дадат како одговор во ова денешно читање на втората моја група за вашата препрека во вашиот емотивен однос, комуникација и мешање на една персона која што е завидна персона на вашата успешна емотивна врска. Тие се тие енергии. Ти веќе го запозна твојот романтичен партнер и знаеш дека е тој твој романтичен партнер. Енергија да знаете и двајцата дека сте во една романтична енергетска врска, но немате доволна комуникација према вас двајца. Оваа карта ви вели дека треба првин да се ставите во свое место, значи прво себе си да се почитувате, а потоа и вашиот партнер, па и вашата емотивен однос или емотивна врска или пак брачен другар. И енергија да имате вера дека се ќе се одвие по божански план, кој што ќе биде во енергија да вашата емотивна енергетска врска или пак брачна емотивна
емотивност ќе биде во едно искачување во вера, затоа што вашиот партнер ве третира како една интуитивна енергетска варијабила која што ќе треба да биде во енергија, да бидете на прво место, да се ставите на прво место, вие двајца во овој однос, а потоа да ги решите енергиите кои што ви создаваат препрека во вашиот однос, а тоа е комуникација и персона која што е од редовите на вашата енергичност или пак на вашите пријатели, комуникација која што ќе треба да ја решите во зададен момент за да донесете битна и важна одлука по повод вашиот емотивен однос или пак брачен емотивен однос. Оваа енергија ќе се движи во божански тајминг, каде што ќе има вера, ќе имате вера еден во друг и ќе бидете во енергизираност да имате новитети кои што ќе ве исполнат во вашата енергичност пред се, а потоа и во вашата емотивен однос во кој што ќе се движи во иднина, во еден добар смер, по вера, енергија на доверба и самодоверба. Јас се надевам дека оваа моја втора група ќе резонира со секој од вас кој што ќе ја послуша. Ќе ве молам, оставете коментари, говорете, така можеме да комуницираме за ваши енергии, да запазиме ваш ред на случувања и да добивате смерници кои што ќе ви бидат од значење во нареден период. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!